Време за културата, односно минути во овој блок на отвореното студио 1. Конкретно, мој денешен гостин е писателот, поет, млад, амбициозен, перспективен Стефан Марковски. Стефан, добре дојде во студиото на 1 ТВ. Благодарам на поканата. Така, ќе отвориме различни теми, меѓутоа од сам старт, она што е најново, ако може така да се каже, твојата поезија во различни формати беше објавена на шпански јазик, односно Мексико, Перу и Шпанија. Секако многу од твоите книги, кои што секако и книжевни дела, всушност ги има во голем број, се објавувани за волја на вистината и на други странски јазици. Меѓутоа, ајде едно твое видување, како гледаш на се ова, претпоставувам задоволство ти. Се разбира, бидејќи пред се еден автор кој што отвори на македонски мора да го земе предвид фактот дека се работи за сепак ограничен книжевен пазар дома и затоа поаѓајќи од таа перспектива писателот треба да биде подготвен, се разбира, да комуницира со светот и се разбира дека се радувам на секој нов превод, на секое мое дело. Сабајлево баш ме известија дека Романов еретички писма, кој што е овде. Да, во продолжение ќе видиме дел од твоите дела што се тука изложени. Е веќе преведен на бугарски јазик и се надам ќе биде објавен наскоро. Има најави и за Хрватска и за други балкански земји за сега. Така, стартуваш оно што всушност ти е никаква иницијална каписла во 2008 година чинам на конкурс, така расказ на конкурс за студенти и средношколци распишан од Ману, и ја освојуваш првата книжевна награда, па потоа веќе претпоставувам си тече процесот. Да. Тоа беше навистина значаен конкурс. Јас бев трета година гимназија и така, едно многу интересно искуство, мотивирачко, вдахновувачко, што е најважно. Искуство кое ми даде сила да продолжам да пишувам понатаму на некој начин, иако таа сила се разбира Гане што ја нарекува вечен неизгор, кој што постојано ќе гори во внатрешниот оган на еден писател. Потоа ја добив наградата Петра Мандреевски од Фондацијата Рамковски, тогашна, во 2009 година, исто како средношколец. Тоа беше за мојот прв роман. И од тогаш така, шетав малце низ жанровите романи, раскази, поетски книги. Да, не се држиш конкретно до еден жанр. Да. Она, пошто ти си позната, преферираш разновидност, да речеме, и не ти представува проблем сето тоа. Не. Но се наоѓаш ли, можеби, најмногу во некој од жанровите? Да ви кажам, искрено, тоа е едно од најтешките прашања, со кои што самиот себе си се соочувам како писател, кои што самиот си ги поставам. Посакувам да воспоставам некаков баланс помеѓу жанровите, бидејќи сите во различни периоди од животот ги сметам како различен начин на изразување, различен модалитет. И сите тие имаат некои сопствени предности во оваа смисла. Значи, во моментов работам драмско дело, има пишувано неколку сценарија. Дали тоа значи дека преформулирано во различни периоди од животот, може би посегаш по различни формати и различни жанрови и еднакво ти прават задоволство и мотив плюс? Токму тоа беше мојавот. Секогаш е различно да твориш во различен жанр. Поезијата, например, си има своја спонтаност. Некогаш навистина можеш да оставиш раката да пишува. Во драматургијата тоа можеби и не е баш така, бидејќи си бара одреден план, си бара занаетчилук, занаетчиство. Познавање на занаетот кое што изискува некаква структура, некаква семантика, некаква синтакса кои што се специфични за тој жанр. Ајде малку повеќе да откриеме кој е Стефан, односно еве конкретно ќе се држиме до љубовта кон пишувањето. Од кога почна, од кога се разгора, дали од мали нозе или можеби во текот на твоето созревање?
Па од мали нозе се разбира. Значи, откако научив да пишувам на некој начин. Веднаш знаев дека тоа ќе биде мојот начин на изразување. Тоа беше некој внатрешен инстинкт, внатрешен порив. Моите први песнички беа објавени 4-5 оделение, така нешто, во некој основно училиште списанија, меѓутоа пишував и пред тие да бидат објавени, така што таа љубов од секогаш постојала. Таа беше љубов која што произлезе од мојот воскит кон делата на авторите кои што ги читавме тој период, лектирите, можеби Джек Лондон, така ми беше поинтересен, Жил Верн. Како своевидна инспирација. Ако не би бил Стефан ова што сега е, би можел ли да се замислиш како нешто друго, можеби? Па еве, одиме кон тоа да развиеме поголема невропластичност, што се вели на мозокот, на мозочните клетки. Малце да ги реструктурираме, да човекот е жив додека учи, не само што учи додека е жив, нели? И постојано пробуваме да наметнеме своји стандарди во различни области, кај што навлегуваме, сите ние, не зборам само за себе си. И во таа смисла, сценариото како медиум, филмот како медиум, театарот ми се представуваат предизвици кои што се надевам дека предстојниот период ќе можам да продрам малку подлабоко во нив. Ќе продискутираме малку и во однос на тоа прашање подолу, но имаме гледач на линија, отворени се телефонските линии, па ќе му отстапиме простор. Добар ден, повелате, во програма сте. Повелате. Да ве пофалам првин како ја водите емисијата. Благодарам. Ваше прашање или став на темава? Став на темава, но треба повеќе да се почитуваат македонските писатели. Неам читано ништо у моментов од вашиот гостин. Еве, ова е одлична прилика да почнете и да најдете нешто. Да. И сакам нешто друго да најавам, дека вечерва не гледам, никој нема информација, има промоција на една книга у МКЦ у 20 часот за Калина што почина пензионерка, имаат напишана книга, вечерва ќе се промовира. Знаеме, но сепак ви благодариме за дополнителната информација. Секако еден ТВ ги следи сите важни случувања од културата. Пријатно. Во ред, Стефан, односно тамо каде што застанавме, твоето испробување, нели, во тој можеби филмски свет, театарски, да речеме, дали тоа може да се каже дека нешто што моментално работиш? Да, токму тоа ми беше контекстот на она што го реков. Во моментов пишувам драмски текст. Сум негде на половина, ќе видиме како ќе се развиваат работите. Во сценариото и во драмските текстови, тој процес не е баш така линеарен како што е во романот, во расказите, како жанрови, како облици на книжевно творештво. И во таа смисла не можеш да кажеш со сигурност ова е дефинитивната верзија вака ќе изгледа, затоа што има постојани преработки, обработки, доработки и така напред. Адаптација. Да. Во ред, имаме и следен гледач, па се исклучил, добро, отворени се линиите, почитувани, може да се јавувате. Оно што го споменавме, автор на повеќе дела, може ли, еве да те прашам, и дали би можел во една реченица да ми кажеш од каде ја црпиш инспирацијата? Односно, има ли некој конкретен фокус, мотив, или доаѓа од различни страни во различни временски периоди? Имам зборано доста на тема инспирација. Јас повеќе преферирам да зборувам за некаков вид reinforcing, нешто што е склоп од навики, некаков систем на постојано инспирирање. Тоа би било што?
систем на постојано инспирирање кај тебе? Тоа е еден внатрешно развиен систем, значи 85% од пишувањето е процесот да влезеш во таа креативна фаза. Особено сега, додека создаваш драмски текстови, например. Додека да влезеш, се соочува со некакви бариери кои што се... За жал живееме во ера на FOMO, Fear of Missing Out, како што се нарекува тоа на англиски, значи ера која што се карактеризира со постојани дистракции на вниманието, постојано бегање, бомбардирање од информации и така натаму. И тешко е да се изолираш од тоа и да земеш малку да се насочиш кон создавање. Една од најголемите препреки е токму тоа да се совлада. Сега, што се однесува до другиот дел од прашањето, од каде ја црпам, значи, мислам дека реалноста која што не обкружува е повеќе од доволно богата за да се црпи некаква инспирација. Да, и како подпрашање, дали може би во делата на Стефан може некако да го доловиме Стефан низ израз животни случувања, ситуации, моменти, како ете моментална инспирација, па потоа развивање на... Мислите како рефлексија на ниво на лик? Така, да. Има, се разбира, се обидувам тоа да го сведам на така малце по-дискретен начин на представување, бидејќи не сметам дека целта на писател да биде биограф, уште помалку автобиограф. Или пак да биде некој што чека, што лови марши, што се вели. Некој што чека да се случи нешто за да може да напише дело. Иако има и големи дела во книжевноста кои се создадени на таков начин. Тоа не можеме да го негираме. Но сепак сметам дека книжевноста и книжевната естетика е нешто што авторот треба да го развие низ годините, низ искуствата и доколку се пренесува себе си, да го прави тоа на малку по-дискретен начин, да го разлее, што се вели. Так. Да направи некој мозаик од своји искуства, но да биде тоа вклопено во структурата на приказната, доколку се работи за роман, со развиена приказна. Доколку се работи за расказ, тоа може да го прикаже од одреден агол. Може... Јас, например, расказите ги пишувам така што се обидувам да штедам на зборови, како што го правам тоа во поезијата. Значи, се обидувам да не ги различам премногу. И гледам да разгледам што повеќе искуства, доколку се вклопливи едно со друго, кога ги создавам. Да, ова е интересно за слушање. Сите гости барем кога станува збор за културата и сите тие различни области, ги прашувам следново прашање и ме интересира едно твое видување. Млад писател во Македонија, секако обкружен со македонското општество. Како е да се биде? Тешко, лесно? Има ли доволно простор кај нас за прогрес? Конкретно во твојот случај на младите писатели, или сметаш дека може би недоволно се прави и треба малку повеќе да се вложува и да се инвестира во овој однос? Лично сметам дека одговорот на тоа прашање може да биде и позитивен и негативен. Затоа што од една страна да, и тоа како има простор, има книжевни списанија, има одредена поддршка институционална за книжевноста, има независно издаваштво, па и не е скапо на своја рака да испешеш книга на крај, нели? Така што во поглед на отвореноста, посебно во информатичката сайбер епоха во која што живееме, кога секој човек може да биде медиум преку социјалните мрежи, таа отвореност е на апсолутно највисоко ниво до сега. А сметаш ли дека кај нас доволно се користи? Во однос на создавање и одржување читателска публика? Па токму тоа сакав да го кажам сега. Значи, постои, треба да се воспостави некоја постабилна корелација помеѓу читателите и авторите, која што засега е пред се медирана од издавачите, од издавачките куќи и така натаму. Меѓутоа, еве, со социјалните мрежи, мислам дека таа ситуација за некои работи се подобрува. Стефан, ги цениме ли доволно
домашните писатели на сметка на странските? Па, она што мене познато, што го кажуваат издавачите, со кои што сум зборал на оваа тема, е дека за сметка на нашите автори секој се дава предност на странските. Има познат пример во издаваштвото за Цветан Тодоров, кој што е теоретичар, со потекло од Бугарија, книжевен теоретичар, и некој автор, некој читател на сајам ја зел книгата и кога го видел името се вика, овој е некој македонец, зошто ја го купувам? И ја вратил. Тоа е во книжевните круги многу познат пример. Така што за жал има безброј такви примери, токму заради тоа го предразуди поставив кон своето, не само во книжевноста, мислам и во други работи. Јас би се согласила апсолутно. Гледач на линија, доколку се уште е тука, добар ден, повелата. Дали се слушаме? Добар ден, повелата, во програма сте. Доколку се слушаме. Дали имаме се уште гледачот на линија? Најверојатно се исклучил. Почитувани, ќе ве замолам само во текот на ваквите блокови да бидете малку повеќе трпеливи со оглед на тоа што јас имам прашања до гостинот, па да му дадеме простор да одговори. Секако во секој случај ви отстапуваме простор и вам, но добро. Тоа што е Стефан, онаму каде што застанавме, сакам уште збор 2 во однос на оваа тема. Како сметаш дека може да се подобри тој колективен state of mind, што би се рекло, години назад, ама еве се бориме, не можеме да излеземе, за жал. Ценењето повеќе на туѓото, отколку на домашното, и тоа како имаме квалитетни писатели низ годините, не само на сега. Реално мислам дека бидејќи сме капиталистичко општество во развој, кое што е во тесна врска со чисто развој, нели, во тесна врска со она што политиките на државата, институционалната поддршка за нас е од многу големо значење за сите автори. Па така и во многу развиени земји, не е само кај нас. И факт е дека доколку се воспостави еден поизбалансиран, подемократски однос пред се во распределбата на средства во книжевноста, во театарот, во другите институции, во другите области на уметничко изразување, тоа би дало еден почетен чекор, еден импулс во подобрувањето на тој однос. Првин ги поттикна авторите да творат и повеќе и поквалитетно. Еве за пример, постојат некои скапи продукции, дел од франшизи некакви театарски, кои што се екстремно скапи. Првин правата да бидат откупени се навистина прескапи. Со истите тие пари, кои што некои театри ги даваат за откупување на таквите франшизи, тие можат да спонзорираат, нема да претрам ако кажам, меѓу 5 и 10 македонски автори, македонски представи, можеби и повеќе. Така што, мојата забелешка најпрво ја упатил до институциите во овој поглед, а потоа до самите писатели и до самите читатели. Читателите се тие кои што треба да се надградуваат, треба да здобијат осет, или за тоа што да имаат некаков филтер кон тоа што се сервира. Бидејќи ако ние имаме еден живот на оваа планета. Така. Немаме 500 животи. И во тој еден живот треба да се обидеме да се снабдиме со некакви корисни работи, некакви мудрости, некакви работи кои што не се... Се тоа е взаемно поврзано, сите овие фактори што ги спомена. И многу е важен исто така педагошко дидактичкиот третман во средните училишта и во основните училишта, кои што го имаат наставниците, односно професорите. Сето тоа придонесува, се разбира, културата во која што растат луѓето, семејството и така натаму. Сето тоа придонесува во формирањето на естетичката свест кај
како една индивидуа. Писателите треба да создаваат дела кои што би комуницирале со читателите, кои што тука ќе си дадам малце забелешка самиот на себе си во поглед на поезијата, бидејќи некои мои песни се доста херметични, така и не се создадени со примарна цел да комуницираат, односно целта им е малце пометафизичка, ако можем така да кажем. Значи да се изразам на еден поспецифичен начин. Значи некакво истражување на некои за мене непознати до тој момент естетички пространства. Меѓутоа, читателите и писателите треба да имаат една таква врска. Така, имаме гледач на линија, се надевам трета среќа. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, благодарам што ме вклучивте. Кратко ќе ви кажам. Повелете. Да, јас ово убаво прашање не ги цена нашиве домашни писатели. Јас сум еден од нив, имам напишано многу историски дела за Македонија, а денески имам завршено 3 тома од над 3000 страни историјата на градот Скопје. Значи се борам да ја отпечатам оваа книга. А да ви кажам, криви се и овие нашиве книжариве. Видите на излогот колку има 2 книжари во Скопје, една книга, едно дело нема од наш писател. Тоа е нашата онаква, али добро. Ја би сакал еден, кога ќе видите слободни, да ме повикате да видите што све имам ја напишано и објавено. Во ред. Секако ви благодариме еве за вашата понуда и вашиот коментар, забелешка еве и од гледач фактички зона пред малку што го зборувавме. Стефан, може да дополнам само. Да, слободно. Мислам дека не е лошо доколку оваа емисија и доколку дури ваквите забелешки допрат до не само државни институции, туку и до оние организации кои што треба да се борат за писателите, за нивните права, како што е Друштвото на писателите на Македонија, која друштво, значи такви еквивалентни организации кои постојат во многу други земји. Еве јас летово бев, например, во Баскија и се запознав со членовите, со раководството на тамошното друштво и видов дека тие навистина се борат за своите писатели, значи се борат, имаат оддели кои што се борат за невработени писатели, за тоа писателите да имаат бенефиции за јавен превоз, например, се борат да им се продаваат книгите, значи меѓутоа во македонскиот свет, книжевен свет, ние имаме една ситуација во која Друштвото на писателите е окупирано од издавачи, за жал. Веќе подолг период. И издавачите некако немаат баш идентичен интерес со оние кои што го имаат писателите. Така. Кратко, бидејќи толку ни дозволува времето, а ова е тема и ти си навистина еден гостин со кој што има многу што да се разговара, меѓутоа каде се гледа Стефан во иднина? Ако воопшто е широко прашањето, меѓутоа еве нека правиме напори да се видиме во некаква светла иднина. Во театарски свет, во сценаристички свет, во писателски свет, од разни гранки, се обидувам да придонесам за развој на списанието Современост. Така ти си уредник на тоа списание, да споминаме. И се надевам дека ќе напорите кои што планирам да ги вложам ќе вродат со соодветен плод. Значи, имам повеќе книги, имам еден проект поврзан со лингвистички тези околу создавањето некаков софтвер кој што би можел да создава, да генерира текстови на македонски јазик, така што сите тие проекти се летечи. Секако, Стефан, мене ми останува да ти посакам успех на сите полиња и до себе реализација. Ти благодарам за одвоеното време. Благодарам. Убав разговор си направивме, следна прилика се надевам и со некоја ново дело или нова книга, а вие, почитувани, останете со нас. За кратко следува разговорот на колегата Владко Чаловски и Дејан Андоновиќ со анализа на светските случувања.